Во текот на денешниот ден имаше повеќе од 30 пожари на отворено. Покрај оние пожари кои што од вчерашниот ден продолжија да горат и денес, нешто околу Пладне се појавија повеќе од 15 пожари на отворено, кои што поради ветрот со голема брзина почнаа да се шират и зафатија повеќе села. Поголем дел од овие села се безмалку напуштени села, без жители или со малку жители. Но како и да е, 12 села беа зафатени со пожарите на отворено. И тоа, најважно од се за нас е дека досега немаме ниту една пријава за загинато лице или за повредено лице. Сите жители на овие села се благовремено евакуирани од нивните куќи. Иако и лично бев сведок кога со неколку жители имавме проблем да ги извадиме надвор од нивните домови. Во денешниот ден беа зафатени следните села. На територијата на општина Куманово 3 села: село Кшање, Кокошиње и Мургаш, каде што има претежно викендици. Во овие села се изгорени по неколку куќи, претежно стари куќи, но немам доволно информации во овој момент колку точно и какви куќи се изгорени. На територијата на општина Старо Нагоричане исто така од пожарите се зафатени 3 села: село Малотино, село Руѓенце и село Конјук, во кои што исто така има малку жители, има претежно стари куќи и немам информација колку од куќите се стари и напуштени, а колку се куќи во кои што активно живеат луѓе или се користат како викендици. На територијата на општина Свети Николе се зафатени 3 села. Првото е село Немањици, кое што е живо село, во кое што изгореа повеќе од 10 куќи, неколку стари куќи, но имам информација дека има изгорено и намалку една или повеќе нови куќи. Притоа, зафатени се и селата Орел, каде што впрочем пожарот започна, но таму изгорена само една стара и напуштена куќа и селото беше успешно одбрането, како и селото Малино, во кое што се изгорени многу куќи. Овде има стари куќи, но има и обновени куќи, немаме точна информација колку точно куќи се изгорени. Најважно од се, досега немаме информации за загинати или повредени. На територијата на општина Провиштип се зафатени 2 села: Горно Барбарево и Стрисовци, каде што исто така имаме изгорени куќи. На територијата на општина Штип зафатено е селото Стар Караорман, живо село полно со луѓе, немаме точни информации какви куќи се изгорени. Повторувам, најважно од се е дека нема загинати луѓе според информациите кои што ги имаме досега, нема ниту повредени луѓе. Но начинот на кој што започна овие пожари, безмалку во исто време, начинот на кој што се ширеа поради ветрот, направија да бидат многу тешки за гаснење, затоа што локалните пожарникари не знаеја каде поправо да действуваат. Полициските хеликоптери и армискиот хеликоптер действуваа онолку колку што можат, вклучително и 3 трактори на дирекцијата за заштита и спасување, но поради ветрот не беа од голема полза. Најголема работа во делумното ставање под контрола на огнот околу селото завршија локалните пожарникари со поддршка на локалното население, до кое што упатувам голема благодарност, бидејќи многу пожртвувано со она што и се најде пред рака, со копачи, лопати, гранки, метли, успеаја да го изгасат огнот на некои места каде што тоа беше возможно, каде што требата беше пониска. Апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни, затоа што од информацијата од ДУХМР овој ветер ќе продолжи во текот на ноќта и во текот на утрешниот ден. Пожарите ги ја зафатија делум на Источна Македонија, почнувајќи од Куманово, Старо Нагоричане, дел од Паланка, понатаму општина Штип, Провиштип, имаме Свети Николе, но и други општини. Пожарите кои што ги кажав се само во селата во кои што беа зафатени од пожар. Но за жал имаме и други пожари кои што во овој момент се активни. Во овој момент имаме повеќе од 20 активни пожари на отворено, некои од нив се делумно под контрола, но најважно од се обидуваме да ги заштитиме населените места. Пред се животот на луѓето, веднаш потоа и населените места, а дури потоа се останато. Со повеќе информации ќе се јавам подоцна.